Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска сакам да отворам една важна тема, важна и во периодот во кој што се наоѓаме, но и во претстојниот период пред нас. Како што наближуваат изборите, сегашното раководство на ВМРО-ДПМН продолжува да заговара опасни идеи за укинување или поништување на договорот од Преспа. ВМРО-ДПМН сака да го укине договорот кој не донесе до полноправно членство во НАТО и на чекор до започнување на преговорите со Европската Унија. Еве неколку факти. Неодамна, во октомври 2019 година, Христијан Мицковски за српските медиуми укажа дека, доколку добиеле двотретинско мнозинство, ќе се отворила можноста за враќање на земјата чекор назад по однос на договорот, за да веќе во декември за домашните медиуми изјави, цитирам: "Со двотретинско мнозинство во парламентот го укинуваме Преспанскиот договор." Советничката на Мицковски Каракамишева, која се појавуваше заедно со него на партиските преговори, отворено побара поништување на договорот од Преспа и поништување на уставните амандмани за промена на името. Дали ВМРО-ДПМН и Мицковски се навистина свесни што ќе се случи ако се укине, поништи или измени Преспанскиот договор, за кој се водеа преговори повеќе од 20 години од привремената спогодба во 1995 до 2018 година. Укинувањето на договорот од Преспа би не вратило најмалку 25 години наназад и би го вратило ПЈРМ или поранешна Југословенска република Македонија, односно ФИРОМ. Име со кое бевме именувани на меѓународен план на сметка на уставното име. Тоа ќе значи автоматски укинување на нашето членство во НАТО, губење на ЕУ перспективата, изгубени милиарда евра странски инвестиции и уништување на еднината на новите генерации. Без договорот од Преспа, со сигурност ќе ослабее, а можеби и ќе исчезне поддршката од нашите стратешки партнери, а неизбежно ќе биде влошувањето на политичката и економската состојба, но и односите со Грција, нови блокади од Грција, нова внатрешна нестабилност и ризици за конфликти по најразлични основи, како и изголемување на севкупната нестабилност во регионот. Уште еден неповитен факт е дека ВМРО-ДПМН никогаш не успеа да испреговара со Грција решение во кое истовремено ќе се признае етничкиот идентитет на македонците, македонското државјанство, македонскиот јазик и ќе се зачуват кодовите МК и МКД. Затоа пак, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во последните 2 години успеа да испреговара со Грција договор поздравен од целата меѓународна и домашна демократска јавност, како наш и европски успех и признаен како пример за Балканот и светот за решавање на проблеми по мирен пат и со диалог. Укинувањето на договорот од Преспа е опасно за државата, а сите што заговараат укинување на договорот, заговараат опасност за државата. Затоа, тука е целата демократска јавност во нашата земја, тука сум јас и СДСМ, заедно со сите политички и граѓански демократски капацитети, да гарантираме дека договорот од Преспа ќе живее и ќе создава иднина за нашата земја. Таа иднина значи членство во НАТО, преговори за членство со Европската Унија, европски фондови, странски инвестиции, работни места, добри плати, соработка со соседите и заштитен македонски идентитет. Тоа ќе биде така, бидејќи ако нема Преспа, нема иднина. Затоа, јавно го повикувам раководството на ВМРО-ДПМН да престане со опасните и манипулативни тези за укинување, поништување или менување на Преспанскиот договор, со кој се доведува под прашање нашето полноправно членство во НАТО и внатрешната и регионалната безбедност. Тоа значи веднаш почитување на уставот и законите во државата. Укинувањето на Преспанскиот договор нема да биде дефинитивно враќање чекор назад, како што сугерира Мицковски, туку враќање најмалку 25 години наназад, во старите конфликти, поделби, етнички тензии, сиромаштија и меѓународна изолација.
Доста веќе чекоревме назад, почитувани граѓани. Нашиот пат е напред и ние мора да продолжиме да чекориме напред, на прав пат. Ви благодарам.